Ние сме тепани со ладно оружје, бе. Папуча, сукало, на по месец дене ме вика. Уште цедето не го зема од бубамара кога му запросуваш. Лежи гола колешка, со облака, легнувам тука. Акција! И иде кај суфлерот. И суфлерот, па си се загледал представа, па што знае, ние сме дисциплинирани, нема проблем со теб. Си гледа представа. И овој станува, сега ќе видиш, ти му иде на портал таму и вика на суфлерот. И суфлерот поправи. Добре вечер, благодарам за овој аплауз. Топол, за овој топол прием. По кој пат во 1-1 многу. Која сезона е ова? Не знам веќе. 14-та сезона е? Да видиме? Не. И 15-та? И па 15 пат. Не, 14. Така, кратко клипче со дел од претходните гостувања на Саша. Ајде да се вратиме down memory lane, што викаат, да видиме назад во минатото. Пуштај режија. Добар ден, срце повелете. Нема резервации, може веднаш да ги платите или ако ги резервирате ден порано да ги подигнете пред представа. Како животот? Добро бе, супер, како животот. Нели човек живее и после ке се ожени. Искачам од веца, ама вака искачам. Вика, вие не може да се вратите во Македонија. Зашто? Не Па ја нема постои вашата Македонија. земја, нема таква земја. Јас сум еден, а овие се два. Значи, имаме 2 на 1. Ова се тука Жаре и Саше! Абе, ајде, Види го, што се ти ја користиме добрината мислиш што се тоа. цело време. Овде е добро. Што е Сите добро? викаат, што е уствари добро? Што е добро Што е овде тука, бе? добро, бе? Све од ѓавол. Што е добро? Сите викаат, брат, ќе дојам таму у театар. Ќе ми местиш некоја глумица. Браво. Ќе ми местиш некоја глумица. Глумиците не се тоа што беа, бе. И глумци, бе, катастрофа сме, бе. Еден наркоман нема, бе. Еден пијаница нема, бе. Катастрофа театарот, пропаѓа. Нешто е друга работа. Ти пушиш цигари? Пушиш. Цигари во живот Ти нема. пушиш цигари? Абе, звони ми, Атанас, звони ми. Ајде да побарам, може од пријател помош, ќе му звонам на сат. Абе, ве гледам, бе. Купилјана, ве гледам, не се опуштајте. Поклучите тренерките, Компер Манџа и они Загреб го престечено. Ти си моја чоколада, јас сум твоја чоколада. И да нема оногада, ја бих те љубио. Години. Бога ми, толку години сега кога дојдов во студио, па се поздравувавме, видовте? А цело сад време сме одека заедно, ама нема тоа, мора па да се поздравиш кога дојдеш во студиото. Магијата на телевизијата. Магијата на телевизијата. Како сте? И многу битно, се враќаме назад во студио. Да. А не сме биле нигде, тоа е... Назад во студијата? Да. Сашко Го поздравувам студиото, исто така е многу битно. Ало, добро утро. Ве поздравувам вас. Ја поздравувам Емисијата. Што не ја поздравувам емисијата? Тоа е бе? посебен ентитет. Тоа е, како се вика, утринска, тоа е утринска синдром. Па тоа е како кога те части куќата. А, да, од куќата. Тоа код куќата и ти го бараш куќака. Така, А не, јас стално прашувам, има ли нешто од викендица? Воопшто еднаш да неча. од куќата и Некој ќе нарачаме нешто, вика, како беше, вика, кујната затвори. По небро од кујна, од спална нешто од дневна што има да донесете од шпајс, викам да. Сашко, Открет собје. имаше премиера на нов стендап. Значи, секој кој сака добро да си помине, дали со сопругата, девојката и така натаму, дали да си го земе дечкото, сопругот Со и така швалерка натаму. доаѓа да Со исто. швалерка може да си дојде. Не, најдобро е да доаѓаат во по 2-3 пара, знаеш, меѓу себе си се смеат. Тоа на сите им го препорачувам, као 2 карти, викам земи 4. Да, но ако воопшто стигна до карти, бидејќи ако појде човек денес да земе карти за стендапот на Сашко кој што се вика широк диафазон, Диапазон. може да му речат за 2 месеци. Па да, ете гледаш, се продава така брзо некако. Еве, сестра ми и моите дома не дојдоа на првиот. Не? Отидоа вака картите, а изгледа и на вториот нема да дојдат. Све е продадено, ама изгледа јас за тоа толку брзо ги продавам. Ја на сите им викам. Знаеш кога на пазар, земи си кило, ајбе ја 2 ти ставив. И ја 2 карти за мене. Земи 4 бе, што те на тебе? Изгледа за тоа ја брзо си ги продавам. Види, ама тоа е сериозен успех, остај тоа, ајде шега на страна е, знаеш, за актер да му се продава театарска представа во која игра толку брзо е гордост, а па вакво нешто каде што си ти сам, значи буквално сам си, не сценографијата си ти и
par едни такви рефлектирачки огледала или што и да се. Така, тоа мора да е посебно да те прави да се чувствуваш онака фино. Тоа е неверојатно чувството кога ја видов онаа редица пред театар, која што беше од МНТ, па негде позади, па негде музејот, како беше Холокаустот, кој што не се вика музеј на Холокаустот, кој се вика меморијалниот центар, Так. да не се навредат. Таа опашка која ќе ја видиш, тоа некако како делува на мене. Потоа знаеш, кога е полна сала, тоа е неописиво чувство, но кога е вака преполна до втора галерија горе, знаеш, сите карти кои се продадени, кога ќе грмне тој аплауз, тоа чувство не може да се опише. Ти си на сцена, тука некако немам збор уште тоа да го формулирам како што, немам со што да го споредам како што е тоа. Се што те прави зависен? Може човек да стане зависен од тоа? Па да, јас сум зависен, да. Не, сум сериозно зависен. како зависен. Буквално сум зависник од тоа да доаѓам на сцена и да имаш таков аплауз, да бидат вперени толку очи во тебе, толку раце да ти ракоплескаат, без разлика дали е тоа трагедија, драма или комедија или стендап комеди, да бидам таму, да бидеш изложен на тоа, да бидеш таму во тој излог наречен сцена. Тоа е буквално една зависност, знаеш, тоа ти фали кога немаш представа една недела и тебе ти фали тој адреналин да отидеш дома и Блиските го разбираат тоа? па Или им е чудно? Па не, вака луѓе што не се бават со ова, тоа Нели? Чудно им е чудно, дури збунувачки, а многу дури не ме ни прашуваат зашто едноставно немаат никаква допирна точка со тоа, а има многу што се плашат од тоа. Нив тоа им звучи како можеш ти таму можеш на тоа, сцена да си пред толку луѓе? тука ти да ау, не ми збори. Го кажуваат Ама како чекај, нешто страшно. тоа не значи дека ти немаш трема, знаеш и тоа треба луѓе да го знаат. Па да. Еве пример сега стендапот, така да се вратиме пак. Премиера, имав чест да бидам еден од тие малку луѓе што беа таму, односно 700, ќе го гледаат верувам илјадници многу. Ти таму делуваш многу сигурен, комфорен, ама верувам дека не е такав во Се себе си. преправам, се преправам. Така? Озбилно се преправам. Најмногу се преправам, што за мене на стендап е најбитно да се преправаш дека тоа сега ти текнало, во моментот. Тоа уште по фасцинирачко е на публиката. Гледа како му текна момент. Така да, тоа можеш да го направиш само доколку го знаеш безпрекорно тој текст, а тоа значи дека највеќе мора да се трескаш главата од зид. Актерски инсепшн. Да. Знаеш, ти као играш текст каде што треба да се правиш дека текстот ти текнува од. Така баш на трето, на четврто, кој го гледал Inception филмот, мислам дека ќе знае за што зборим. Иначе да, си има трема секако, која не е збунувачка и да те блокира, него трема една возбуда, но посебно на стендап кој си прв пат за тоа што овој стендап беше буквално премиерен. Материјал, теми кои што јас сум ги разработувал низ некој извесен период, сум ги напишал и сум мислел дека се занимливи за публиката. Јас што имам да кажам, мојата призма на гледање за овие работи, општествените аномалии, за семејните односи, за било што, јас сум мислел дека се интересни, јас ги кажувам прв пат. Јас ги изговарам прв. Тоа е фасцинантно. Таа вечер јас ги изговарам прв пат тие зборови. Да, тоа е најстрашно, поразително. Сонуваш. Стендаперот често сонува како искача на сцена и тука е штама, и како на гробиште да играш. Нит. Да, дека свети е промачен, дека све се ќорци. Обично процесот кој е за да знае публиката, обично како функционира сето тоа. Треба човек прво да оди на 1, 2, 3, 10, 15, 20 и повеќе настапи, да го изделка убаво тој материјал, да знае со сигурност дека прво, второ, трето, четврто сите овие се супер и дека проаѓаат и после тоа оди на некоја ваква голема сцена, така? Да, ти ова што го за направи. ова одлучи во обратно да биде. Прв пат излезе да пробуваш пред пол МНТ. Да. Што според мене мислам како да ти кажам. Првиот ваков предизвик ми беше кога бев прв пат во Србија, тоа е 2013 негде година. Имав голем стендап исто во Србија, во Дом синдиката или во Дом омладина, не сеќам кој беше првиот, и во Словенија на многу голем фестивал, Лент фестивал во Марибор, па после во Љубљана. И едно време дека си викам, чекај, дека сите ме знаат и нив им е све интересно, мене ми е полесна задачата. И таму кога отидов викам, чекај, овде никој не те знае. И они чекаат
ти колку си ти добар во тоа што го правиш, не колку си смешен, колку си сигурен, колку си стамен, колку си каков перформер си, знаеш. Сето тоа беше многу голем предизвик за мене и ова сега беше исто така. А колкав дел од работата е ова што го збориш? Како излегуваш пред публиката? Знаеш, дали во некоја мера може и да немаш толку објективно или субјективно квалитетен материјал, самиот твој став и држање на сцена да те извади? Па немаше. Не? Мора да размислуваш како публиката што незе е интересно, што незе би било занимливо. И најбитно во стендапот, што незе Добро. би звучело изненадувачки. Да кажеш нешто што она го гледала цел живот, а никад не е текнало дека тоа е така, дека тоа е проблем или дека тоа е апсурдно што ги правиме некои работи низ животот, низ денот што ги правиме. Значи, тоа да го кажеш, да бидеш што поизненадувачки, така кога пишуваш, секогаш ќе бидеш добар. А тоа после доаѓа со годините искуството, другото. Од кај афинитетите кон ово? Пример, као дете си бил забављач да кажеш вице и едно друго. Беше таков? Напротив. Не? Можда тоа повише ме занимало така да си во центру пажње. Што би рекле кумански центру пажње, иначе во центар на вниманието. А можда во средно, иначе бев доста мирно дете, доста повлечено така. Кој би рекол бе, Саш? Па тепано дете бе, порано ги тепаа децата. А денеска ти имаш ти gentle parenting бе. Што значи тоа? Gentle parenting мора да разговараш, знаеш, сега ти тоа што го правиш тоа значи ова. Немој ти стравот, ти погледни му на предизвиците во очи, погледни им на предизвиците во очи на 6-годишно дете. Знаеше некој шамарче да летне? Како дете? Абе, па ладно оружје, ние сме тепани со ладно оружје, бе. Папуча, сукало, абе, Што се порано, наоѓа? значи вака, у школа, ме тепа учителката. Да? И ми вика да дојдеш со родител утре. Ја идам дома и кажам на мајка ми, мамо, учителката рече да дојдеш утре. Она ме тепа одма. Одлично. И идеме утре на кај школа. Она ме тепа по пат. Зашто? Она не знае што сум направил. Доаѓа учителката и раскажа, она ме тепа пред учителката. Зашто? Додека збори и тука те тепа зашто? Па за да покаже на учителката дека она е грижлив родител за своето дете. Така. И после идам ме тепа до дома. Зашто? Тогаш дознала што сум направил дома, после и таткото те тепа. За финиш. Да, и тоа нема тука gentle parent. Не се седам сигурно дека сум ја да толку чутак. Стварно е многу мирно повлечено дете. Ама после бе не знам што, не бе тоа пубертетот. Види, ти не си ни по темперамент, бе не си баш повлечен ти. Ти баш си жив Јас- човек, Јас темпераментен. сум многу така изгледа само. Јас сум можда срамежлив, најверојатно тоа е некој мој одбранбен механизам, не знам. Али па не знам, ама не сум имал така афинитет нешто да. Добро, не знам твоите ни што како беа? стана. Родителите што беа? Немаат врска со ова моите родители. Што работеа? Татко ми идел у драмско, у средно школо и го има на една слика, нешто има залепено, бркови некакви. И тоа е. Не во средно, извини, во средно. Аха. Да, тука не знам некоја школска приредба правеле. И тоа е. Сосема други рекои. Работи. Нема везе, нема врска, нема. А брат, сестра? Имам сестра. Добро. Сестра исто нема никакви афинитети. Постара, помлада, како? Постара е сестра ми од мене, скоро 6 години, она се занимава има приватен бизнис и не. А како беше растењето? Например, јас сум исто 6 години помал, многу е убаво да си 6 години. Супер бе кажеш. Многу е убаво. Може да те истепа, може тука да си кјутек си па и све се. Ама добро, она ма помена. Ја па имав среќа. Порано немаше интернет, али ги имав незините книги. Аха. Да, кога сум бил ја прво, она било 7. Така. И јас све од 7 више знаев, зашто немаш интернет и да се гледаш глупости. Ја више у 7, 8 одделение влагам второ бе. Да ми стане сериозно. И така да супер беше. Сестра ми учеше буквата Р, мислам гласот Р да го изговарам, гласот С да го изговарам на мој. Колку сум имал? 4 вајде, она имала 10. Добро, значи блиски сте си били од секојаш. Ма да, па секако со сестра. Да. Ја спомна па и преска, гледаш. Да, имам двајца внуци, веќе големи, Живи и здрави, има да. 2001-22, 22 внука ми има 15 години. Исто, не се бават со ова многу далеко од ова. А како гледаат на тебе? IT програмери. Добро, браво. Добра професија. И ја да би бил сега да се вратам, знаеш, тоа нешто би почнал, шо да не. Се чудат на тој момент на познат, знаеш, сепак ти не можеш на улица да отидеш без да те застане некој, тоа е факт, Да. окей. И пример, чудно им е, зашто обично блиските луѓе се тие што им е најчудно. Зашто ти си за нив Сашко.
Знаеш ти цел живот си на Сашко. Знате, разбирам зашто прашуваш. Знаеш. Дали им е чудно? Па можда ако кога биле помали, па тоа малце им импонирало демек. Војко име Сашко Коцев. Денеска тоа веќе тоа е надминато, не е нормално. Например, ние си седиме негде, дали сме во ресторан, дали сме на кафе со нив, ако сме или на ручек, што и да е. И разговараме, некој вика, може да се сликаме, да, и се сликаме, никој ништо не се возбудува, само тоа поминува. Тоа е дел од гледањето со Да, Сашко. и јас си продолжувам да си... Да. А А првиот другариве мои, другарите од Куманово ме викаат: "Брат, јас с тебе не скачам виш. Ја не може ни да се видиме, не може да правам. Ти си ненормален, бе. Ти стварно те кажа, ти си ненормален човек. Не може со тебе виш." Еднаш кога отидовме во Охрид на плажа, у осилото влегов ја. А обично еден кој ќе почне. Абе, еден да те секогаш има спази. еден момент, минути се во прашање кај што гледаш дека тензија расте и сите Ти се стигаш- осоколуваат. Не, вака. Кој прв? Ти стигаш, да, баш така. Как кој да тргне и стигаш и имаш прво една ситуација на мунго си. Знаеш како седат луѓе само од лежалките. Тинг тинг тинг. Тинг 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 тинг. Да. Знаеш која гледаат ови и се седнува. И сега тука се смишля стратегија. Се приближува. Да. Ако му ти фати поглед. Точно, Нешто. Ја ти обавезно имаат некој пријател од Куманово. Абе, јас сум на Мики од Куманово пријател. Викам на кој Мики? Абе, Мики, викам него. Абе, чекај. Мора да го знаеш. Добро, викам, ај, кој Мики? А да те вратам едно предходно. Да. Има ваков еден момент. Обично зборче вадат, што те поврзува. Пример, се хипотетичка, во мене вика за еден. Тебе ти вика, вамара, пример ќе ти викне. Или Нешто што немам. нешто уште по што јас сум го кажал негде, а они го запамтиле, не сум го запамтил. А ти појма немаш. Не, јас сум заборел, демек таму и таму, јас сум кажал, што направи, не се сеќам од вчера, не. Интересно. Ми е, да, ама ја уживам во тоа, мене ми е... Не, тама работа. Да, мене ми импонира тоа. Него само така си правиме шеги дека најдобро е кога идеш на некои коктели, знаеш, кој што има прослава, малце Кај што вака се држа атмосферата. Не, некој што е подкачена атмосфера, има алкохол, знаеш. И ти стигаш, ја го водам цел тој голем настан. И тука обично ја доаѓам и првата слика е глумец, Така добро е. вечер, како сте? Ама на дистанца. Да, после второто е малце више е джитнато е. Абе, глумец! Те! Сега, после може. Абе! Ода се сликаме. Дојде бе, мамо на маса, бе, ја го знам, ти која си видовме 2004-та таму и таму. Знаеш како Ти текнува? Како се менува тоа свеа. Добро. Ќе се вратиме на овој момент. Ама, ајде да те вратам на... Кога доаѓаш во Скопје? Ајде, сети се на тие моменти. Кога доаѓаш во Скопје прв пат? На факултет? На 2001 факултет. година, да. Тогаш знаеш, имаш пријатели? Не сум бил јас Скопје претходно. Добро. Кај одиш, кај живееш, пример, тие моменти? Вака. 2001 година доаѓам на факултет, во Куманово е војна, под полициски час, немаме вода 35 дена, ја доаѓам не бањат. Беше затворена водата, нели? И затоа ме примија на факултет, вика, ово е не бањат, дај. Нас малцото со жалување. И дојдов тука, малце, знаеш, така во главата носиш еден терет, една тегоба, едно бреме на грбот исто така носиш, дека непозната средина ти тука треба да се докажеш како и било каде. Нормално. Ама разликата со тоа што е голем град. Тука си малце сам, тука си многу помал, тука се многу големи стресови, да знаеш. И јас се запишувам на факултет, прво живеев во Карпош 4 со сите глумци ги знаете. Они беа четврта. Васил Зафирчев, Огнен Дранговски од Битолски театар, Мартин Мирчевски, на Пепи Мирчевски, глумецот синот. Пепи, ја. Не, и мој другар од Куманово, 5 души. Кај сме се напикале 5 души, тоа се спиело, овака, вајда. Али студентски денови, тоа не е битно. Блиску до театар да сте. Да, до театар Карпош 4 и памтам прв ден, 1 октомври, а затоа реков Карпош 4, а факултетот, драмски факултет е во Карпош 2. Да. И стигам, што значи поголем град од мало, помало место кој се Куманово, не дека е многу мало, ама па е малку град. Така. И доаѓам на прв час, јас во живот нигде немам задоцнет. Доаѓам, најстрогиот професор Владимир Милчин, и доаѓам од 5 сат, од 17 часот е неговиот час, доаѓам и каснам 15 минути.
може и повише. Лабо. Изгледа, закасне 3/4. Ти зашто касниш? Ти зашто касниш? Кажува. Ти зашто касниш? Викам, ја не знам дека толку далеко живеам, бе. Абе, за Нема мене спремен карпаш 2, па една уличка 3, па една уличка 4. Ти ја знаеш кога тргнав пешки, бе. Братче, оди. Ова големо бе, ова Скопје, бе. Јас сум одел, значи јас сепак сум тргнал ја у 20 до 5. И сваќам дека, абе, ова, далеко сум живеел ја. А кој ти беа генерација? Колеги? Моја генерација, колеги, сега ќе ви кажам, Маја Љутков, а Даниела... Во тоа време не Љутков. Во тоа време е Настевска, да, точно, се извинувам мече. Горат Цветковски, Славиша Каевски покоен, Така. Кате, Катерина, како беше исто така покојна, загина во пожарот, уште на факултет бевме, тоа беше исто многу голема трагедија. 2004 година еден пожар што се случи во Кисела вода, еден што запали зграда. Да. После Стојан Велков, Трубички театар, Битолски театар, Лина Чоревска, Николче Пројчевски, Прилепски театар, Јасмина Мицовска, Неда Николич, која што сега не знам точно во кој театар, може и не живее во Македонија. Добро, доволно си овие. Заборавме. Кој каква улога имаше од тие времења? Знаеш, кој беше веселјакот, кој беше, не знам, драма, па нешто да чита Шекспир и она. Знаеш, како се поделивте, бидејќи во секоја група, нели според полно теории, нели, така се делат во некои улоги, така? И кој каква улога зеде? Сега ќе ви кажам, сигурно тука сме предничеле овие Ти Гораст. екстровертите, овие Гораст Цветковски и ја. Сигурно тука најурбаниот лик беше Славиша, Така. па и Даниела. Можда така емотивно имаше 3-4 девојчиња. Благица, Благица ќе заборев. Благица Трпковска и Маја, така, Лина Чоревска, можда Лина Чоревска беше еден стамен, еден драмски лик. Знаеш, еден кој што тоа еден експресивен актер. И одма се поделија точно, така и бирани, така и се бирани актерите да ги имаат сите профили да може да се склопи представа. Да кажеме кој се занимаваше повеќе со стих, кој со Шекспир. И го имавме Стојан Велков од Струмички театар, поет, од Босилово, од поетската, како се вика тоа, во Домот на култура во Босилово имаат поетска дружина многу позната, многу наградувана по цел свет. Од таму е излезен Столе. Он е поет, филозоф. Така да одма сме тука поделени. Имаш сестрани, имаш ликови, имаш најразиграни дури. Сонја Стамболџиевска, ненормално. Па ќе ти текнува, добро. Па добро, 15 души бевме. Милче еден што се откажа од Гевгелија Узунов. Така да се подели, они беа поигривите, они беа дури една-две помали, знаеш, на таа возраст на 19 години се приметува една година кога е некој помлад една година се приметува. Да. Знаеш тоа. И така некако одма се поделивме кој што улоги би играл, кој ќе предничи, кој ќе има падови. И сега стигаш до една трета година на факултет кога веќе имаш веќе зградени сте од прилика кој можеш да имаш многу голем пад. Зошто се случува таков пад? Па затоа што копаш многу подлабоко веќе по себе, да извадиш нешто од себе, нешто ново, и се случува момент кога што ти не знаеш веќе на што да ископаш, како да стигнеш до таму. Значи тука имаше неколку сломови имаш. Јас изборам за себе. Копаш заради градење на улоги. Да. Така? Да, и тука можам да кажам дека тоа беше многу голем пресврт, една многу тешка година за мене, третата година на факултет. Ама не се дадов. А чекај, мислиш да се откажеш, може да се случи да помислиш поради сите такви маки? Да. Да, сум го помислил. И што се вие да батали не е ова за мене тешко е. Ти си 20 годишњак играш Макбет. Кој што многу далеко од твојата природа, но мора да го ископеш и тоа од себе, да го поминеш и тој процес зашто треба животот ќе го играш. Можеби. И кај наоѓаш сила? Професорот ми рече: "Што е ова бе? Како можеше на приемен испит Астров да го одиграш, сега ова да не можеш?" Значи да те разбуди малце. Да. И така ми каже. Тоа ги памтам тие зборови. Професорот Милчин? Професорот Милчин, што сум одиграл добро, го запамтил на приемниот испит, кој што не сум бил глумец, актер, и тоа ми рече: "Тоа како си можел тогаш така да изгледаш, така да го одиграш и така да извадиш тоа од себе, сега да не можеш тука да кризираш." Нормално да искризираш. И така некако беше тоа еден слом. Уште едно прашање за факултетов. Речи си да нема
некој што му бил во класа, да бил гостин овие 15 години, кој не бил од актериве. Сите го спомнуваат Милчин. Па трауми себе тоа. Зошто тоа сака да прави? Знаеш, на сите им Трауми е се за така тоа што врежан. он е осуден да ти каже тоа, он мора тоа да ти го каже. Добро. Ако се тапшаме по рамо нема да бидне работа. Па тоа веројатно го прави добар професор. Да. И он ти кажува зборови кои што ти никад не си ги помислил за себе, за да те испровоцира веројатно. Аха. Еве го поздравувам се во пензија да не. И сега тоа кој сака тоа да ти биде кажано, сакаш ти тоа, не го ти биде кажано. И знаеш, он си има свој методна работа. И таа негова принципиелност, таа негова прагматичност довела до тука да спомни ми кој глумец сакаш, одма ќе ти кажам дека е негов студент. Што сега Глумци што ракописот ги му го гледаш по играта глумци нивна? што ги знаеш, што ги цениш, што ги почиташ, да ти гарантирам дека се негов Браво, студент. браво. Не зборам ништо. Не. Фала ви, не зборам ништо ни против другите професори, Так. а сакав да кажам дека поголем процент испливале, се избориле, зашто имале храброст, он ги довел до таа храброст да се изборат, да може да излеташ утре во ти некоја нова средина. Така. Кога сме кај нови средини, како доаѓаш воопшто до Бубамара? Зашто тоа е за актер промена, знаеш, претходно пред Кажам, ја тебе. претходно не сум ја ни гледал. Така? И Добро. дури, знаеш, ти си на факултет, не сме големи уметници, бе, разбираш? демек тоа ти е Неразбрани од општеството, тоа беше за... ефтина некоја Па забава. не ефтино, тоа е шоу бизнес, ние немаме врска со тоа, разбираш? Да. Тоа е шоу бизнес, тоа е ентертейнмент. И тоа господа не. Глембаеви. Не дека со подценување сме го гледали, него едноставно не е тоа наш свет. Тоа. Да, ти играш Глембаев, играш Макбет. И случајно Ранко Бубамара сретнува еден дечко кој што исто така е покоен, многу покоен и спомнува ја колку години има, бе. Уште еден кој е продуцент по професија и му вика абе некој дете младо барам овоно да не знаеш некој, му рекол гледав едно дете у Кумановски театар. Ми има видено на представа. Значи, Што препознал тој тогаш во една представа во Кумановски театар бил да гледа. И рекол, ја, Тони е тргна, фактички престанува да води и Ранко трга во барање веројатно да, го барем, замени. не знам тоа што се прекидала со работката, али не знам точно како Не тоа знаеш, се добро, случило. добро. Едноставно он прашал, бе, викој млад, вика, знаеш, не мора А да е што ускоро. викаш, па кај у Кумановски, да. Да, а ја не знае ни Нити јунак. мната, нити драмски. Не знае ни јунак од Куманово. Од Куманово, бе, братче. И тоа ти Скопје, ето. А беше тежина да се замени Тони? Што Тони во тој момент е number one, знаеш. Дали ти осеќаше некој терет од аспект? Ај на страна Кумановци дека сте, окей, ама не, ова, сепак ти не знаен актер што викаш, се уште не изграден, не го знае јавност. Не, тоа беше најголемиот терет. Прво ти си играл театар со 300-200 луѓе, излегуваш таму има 1600, 1700, колку има. Везална сала. Плюс и што те гледаат на телевизија. Да. Ти доаѓаш таму, треба да кажеш нешто, да бидеш занимлив. Друго ти у театар се криеш позади некој лик. Зашто така е напишан, таква е представата. Тоа ликот го збори, не ја овде си гол човек, стендап, ти си тој. И само гледаш, јас не сум како бе не сум се исплашил јас. Сега ти ме штрекна онака како викам. Чекај бе малце. Сега ми текна викам, чекај бе. Што правиш? Тоа знаеш како беше бе, како си се фрлил салто во вода. Ама не знаеш да правиш салто, така и се фрлаш салто и ти не знаеш на што паѓаш, на глава, на гъсли, на нозе. Само чекаш водата да те изфрли на површина, да знаеш кај е воздухот. И тоа беше некој скок салто, ама прв пат салто правиш, не си напред никогаш. И се фрлив јас во публиката и чекам да ме исплива на површина. Аха, викам тргна прв аплауз, втор аплауз, расположени и така некако тргна таа соработка со. Ама веднаш те прифати публиката или имаше моменти на кој е овој, врати го Тони, тие муавети? Ма секако дека имало. Те погодуваше тоа, да, знаеш, отпосле да читаш, да слушаш такви муавети? Среќа немаше Facebook. Така? Не, сериозно, многу е Немаше полошо Twitter и сега. Facebook. И сега сигурно се јадело многу, ама не стигнало до мене. Нели? Стига нешто тук там до тебе преку овој, преку оној и малце не те обескуражува толку. И ти викаш идеме напред, ќе го правиме вака, па ти се раѓаат идеи, па ти се раѓа малку кураж, па малце те куражат од радиото, од тимот, па малце ајде иди му, не знае, иди му, знаеш кога му вика, ајде иди му, пуцај бе, добаци му и ти идеш, не знаеш, и втора, трета Бубамара и више. Отишло. И више, а знаеш, таа промена е многу ти
човечкото око по психологија потешко му е да се навикне на промената. Така е, да. Абе сега на сите во ЈСП шофери, сменим ги униформите. Ставим ли лакови со жолти панталони. Абе ти знаеш што ќе биде тоа? Шта се нормално? Абе ајде бе, абе старите униформи. Абе го плава коша, не се нормално. Човечкото око и тоа нормално беше тогаш. Секако и квалитетот бил различен. Јас сум имал тогаш 24 вајда години. Така, млад, неискусен. Многу голема разлика, така да беше многу стресно, а од друга страна па и многу занимливо, игриво и предизвик. Ново, да. Зашто јас, знаеш, бев у Кумановски театар, јас сакав и дадов отказ јас од таму, зашто почнав да ме жулја малце. Аха. Знаеш, нешто како брзо, не го надраснав ја, да не се разбереме погрешно, него јас се видов себе кроз 7-8 години во тој театар, викам, ја ова ќе го надраснам. Како што сега во МНТ се гледам и викам, ова веќе можда во некој процент сум го надраснал, па ми треба нов предизвик, нешто посилно, нешто пострашно, нешто понепознато, да се фрлиш во непознатото. Гледаш, втора зависност ми е непознатото, да се впуштам у такво непознато. Сакаш да влезеш у такво нешто. А даде отказ без да имаш сигурна работа на друго место? Ма јак, бе. Така? Тоа скандал беше тоа, фамилиарен скандал. Стварно? Ти знаеш што значи 2006 или која година беше тоа? Не се сеќавам. Тоа на државна да се запослиш бе на државна. Разбираш? И јас сум до ден денес тоа свети од грал. Да, јас сум на државна запослен, на криви капо и терај се бе глумац. Идеме како бе отказ ке даш, тоа беше многу малце глумци се прима, 1 од 10 години, така. разбираш. И не може више, не можам, ништо немам сигурно. А го спомна тимов на Бубамар и ме интересира да не сме зборели нешто премногу. Посебно во тие први години. Ти си сега изграден, знаеш, ти си имаш и своја една слика што ја представаш пред публиката, па твојот стендап веќе го препознаваме, стилот ти го знаеме и така натаму. Ама тогаш не те знаеме, прв пат искачаш на таква сцена. Кој ги пишува тие работи? Како идеше тој процес на пишување? Колку време се спрема тоа? Ги знаете само Ранко Петрович и Александар Митевски. Александар Митевски, музичар, продуцент. Да. Да, и неверојатно духовит, креативен човек. Точно, а не знаат луѓе, да. Никој не го гледа така. Тој е неверојатен тип. Он седи и ја кажувам стендап, терам, зборам и он 4 панчлайна у лет ти ги дава. Така, ги дава, ги пушта. Ти ги сервира, па. Ги се надоградува на ова што веќе сум го напишал така. И пошто е пејач, текстописец, продуцент музички, не го перцепира така публиката. Да. Така да ми помогнале многу низ тие години, а другите двајца џабе ќе ви кажам по име, немаат каде да ги знаат. Добро. И тоа така тера што се вика Тоа беа моите слушачи, нормално. Овој ќе каже, ајде оваа тема, овој ќе каже, тука има предложувачи, но после така низ годините таа ситуација се претвори во слушачи. Зашто ќе збориме? Ќе збориме за ова ќе збориме. Ја почнам да си мелјам. И ти си мелеш, има еден куцач. Он добацка една ова од оваму, на ова, на трето и тоа е брейнсторминг. Ќе го искуцам од сабајле, гледам што сме шљапале глупости вчера, све ќе извричам. Со години станува полесно или не? Со години станува многу поодговорно и многу е потешко. Сите викаат оваа е најбоље. Како ти да се претркаш себе, со себе кога да се тркаш е најстрашно. Так. Значи како одговорноста е многу, очекувањата се високи, големи. Очекувањата и ти имаш одговорност тоа да го направиш. Значи вака земеш бел лист хартија и немаш ништо. Ај направи. И така некако тоа, така низ годините било. Сублимирано Бубамара само по себе. Што ти смени не само во кариера, него и приватно? Однос со луѓе, однос со сам себе. Знаеш, сепак те крена на едно ниво што веројатно... Да, ти дава една сигурност како човек. Знаеш, дали каде да се појавиш, дали во тоа што го правиш. Не мора толку многу да се преиспитуваш, туку малце и пред себе си се докажал. И тоа ти дава малку сите тие аплаузи од публиката, тие успеси. Секако дека јас сум многу самокритичен, дури премногу, дури тоа ми штети. Јас никогаш не сум гледал и не сум уживал толку многу во тоа што било нешто доброто, туку секогаш сум не уживал во она кое што било промашено и не било добро. Секогаш само тие работи сум ги гледал.
дури некој што ми пречел и на самодоверба и на креативност. А бубамарата ти отвара па врати за нешто друго. За мислам тие настапи таму, иако тоа е еднаш, но тоа е толку гледано, толку јако што знаеш, контактите, Врати отвара. Врати отвара, умрежување меѓу луѓето. Знаеш, друго е ти да разговараш од позиција со некој непознат, претпоставен или било што. Позиција на некој актер и на некој кој ти си го видел во некакво светло издание. Знаеш, позицијата беше променета и што мене тоа ми е голем бенефит од сето тоа. Од друга страна, тоа на моменти многу едно време почна да ме притиска за тоа што јас како представи, како филмови имам една комедија и како представи од 43-4 премиери, 45 колку сум имал во животот, јас имам 7 комедии. Другото се драми, трагедии, не знам што, и Шекспир, и Чехов, и све е повинато. Но тоа е многу помал број на публика што те видел. И мене почна да ми тежне тоа, дека Бубамара и одма е комедија, знаеш. И почна тоа да ми тежне. И јас тоа се насочив да направам нешто друго. Викам, сега мора јас во театар, тука да блеснам, тука да испливам со другата работа која што е мојата работа, тоа е актерскиот занает. И викам, мора да зацртам една театарска награда. И тука почна да се нижат и главни улоги, многу сериозни, многу тешки. И знаеш, почнав јас пред себе и пред публиката да се докажувам, да ми станува тоа драго. Па после свесно го направи. Па да, мора да си ја гледаш стратегијата. Мора како стратегија да зацртуваш у наредните 4 години што ќе направиш. Јас така некако цел живот не се конзервирам, Бубамара кој врти театар, театар сега ќе виш ти, ја многу сум смешен, сум и циркус. Напротив, ова е мојата ментална хигиена, театарот. И така да почнав тука многу да се стационирам, се повеќе. После си зацртав, викам, чекај, ја имам многу малце филмови. Па се зацртав, целата енергија натака беше насочена. Почна да се редат големи, најскапите филмови. Па после си доаѓаш во позиција која си у овој филм не играм, не ми се свиѓа баш. У овој ќе видам, ќе размислам. И стигаш до филмска награда. И така да почнеш да се комплетираш и сега веќе почнеш нешто друго да размислиш. Сега едно од поновите работи се доби честито Златна рамка. Да, тоа е награда на друштво на како беше да, тоа многу драга ми е таа друштво награда. на филмски работници, да. Друштво на филмски работници, сигурно има некои што не се запознани кои се тие луѓе. Тоа се сите што работат на филм, продуценти, реквизитери, каскадери, сценограф, костимограф, сите сектори што работат на филм, режисери, тонци, сите високотонци, нискотонци, се што работи на филм имаат свое друштво на филмски работници. Посебно тежи кога од нив добиваш. И посебно ми беше драго, знаеш, кога се јави продуцентот Томи Салковски, вика, ние оваа година како актер сакаме тебе да ти ја дадеме. Викам, ова ми е посебно драга за тоа што од оваму публиката ме наградува или те гледаат на фестивал на филм, што е исто многу драго на фестивал кога ќе добиеш странски фестивал награда добиваш, он не те знае тебе дека си ти Сашко Коцев некој познат. Он гледа тоа што си одиграл, тука те цени. Тие ми биле најдраги награди. Но Томи себе вика, ние да ти дадеме тебе признание едно. Тие луѓе те знаат позади сцена што човек си, што професионалец си, со кого како се однесуваш, како стигнуваш до улогата, колку се мачиш, колку патиш позади сцена, колку се задржиш дух во екипа да задржиш. Колку се трудиш да задржиш дух во екипа. Така да, тоа ми беше еден посебен момент ми беше така. Одлично. Сашо, уште едно прашање да заокружиме за Бубамара и на филм ќе предеме. Сега во која фаза си, знаеш, од тој цел проект се осеќаш ситено или не? Она што го збореше ти дека сакаш авантури и нови работи, ти станува тоа старо, пошто последнава година заради снимањето на Нешто сладко на нашиот пријател Тин од Словенија кај што играше главна улога, не беше можност да бидеш на Бубамара. Да, за прв пат после кој знае колку време. Да. Доста бев изморен, стварно се осеќав како, знаеш, играч кој што е голгетер и вика, повреден сум, ме боли ногата. Вика, мора да играш. Ама ја нема не може да придонесам. Јас само ќе наштетам на играта, викам. Но стварно изморен, некако истоштен се осеќам. И викам, не можам оваа година, нема проблем. И тоа мислам дека таму е добро да за доста млад човек да исплива на површина, да се прикаже во едно светло. Мислиш дека твоево си го направил на Бубамара? Не сум го направил, јас секако останувам дел од тоа. Секако дека сме таму заедно, по мене тоа е, таму треба и нов човек да се освежи малку, да
И публиката да освежиме и сите заедно а сите заедно ние да му помогнеме, нели? Али тоа не мора да значи дека така и ќе се случи. Пошто ти тука го имаш Ранко Бубамара. Нема ти што мислиш. Слушај ме сега, ја ќе ти кажа вака ќе направиме, тука ќе излезеш, вака ќе направиме. Така да ама не, мислам тоа си останува, тоа сме во игра, тоа беше така инцидентно. Ама се свати како некаков скандал, знаеш. Што се случи? Како може да го како, зашто? Бе, викам, не сум ја, немам, сум обврзане, сме земени ние, викам. Да. Жена за Бубамара. Да, бе. Снимаше, рековме, кај ти нешто сладко, ти и Елена Јованова главна улога во единствената комедија филм. Па да кажеме, Така. долгометражен Да. единствена, а краткометражен Така. Налепница на Ѓорѓе Јунковски, кој што не е комедија. Не, да, ќе збориме за неа, Пепи сега ќе Муто те е прашам. комедија, Налепница не е. Добро, Пепи Муто е како некаков пилот, така Па, како краткометражен. тизер, ама и е краткометражен Да, комедија, да. филм, баш комедија. Сега, ова е еден доказ за, показател за како има и едно алтернативно снимање на филм, бидејќи ти си снимал многу филмови. Ова беше нетипично снимање, Тин што го направи. Герила снимање некако. Не, види, типично снимање беше. Добро. Со комплетна филмска екипа. Добро. Тоа е све комплетно. Тука нема збор за тоа. Имавме прекрасен директор на фотографија, кој што целата оскудност во сценографија можеше да изводи таков добар кадар. Визуелно филмот Тоа е одличен. воопшто да. Не можеш да приметиш дека Така е. А вака беше нетипично зашто ние снимаме кадар и додека се менува кадар на другата страна камерата, ние разговараме. Слушај, сега немаме пари, тука реплика мора да ја сменим. Да. А слушај, можеш ли ти да се јавиш на Телеком да пуштат уште толку пари? Добро. Акција. Врв. Слушај, вик, овие статисти си отидоа. Си отидоа. Вртија камерата, вртија на друга страна. Слушај, вечер мора после снимање да идеме дома овие сцени да ги препишеме, ова да го доработим. Све беше работа во лет и тоа беше еден посебен предизвик да си и ко сценарист и ко продуцент и да играш во филмот. Две улоги игра во филмот. Не една, две. Така е. Тоа е тоа е словенечки филм во кој што на билборите ни Словенија бевме само ја и Елена. И вика продуцентов и режисер Тин Водопивец вика, ја малце се зафркнав, изгледа едниот мораше да биде словенец. Никој Тоа не ги малце знае овие. не ве знаат, вика и малце наштети на филмот, така филмот требаше да има комерцијален Ама не успех. само Словенија, Хрватска, сегнираше низ цел Балкан. Тоа него посебно за Словенија беше битно. Точно. И после го премонтираа тизерот за филмот, трейлерот. Го премонтира, мене ме немаше многу и Елена, ги имаше словенците. Што ги знаат, ние ги ставија малце повише. Слушај, од позиција ти си овде голема звезда и број еден од својата генерација и пред и потоа, тоа значи нема тука субјективност, објективност, тоа е факт. Малце ми е непријатно. Чека, ако така е. Нокти гледам, леле, нокти. Се знаеме многу години, ја и ти не си ласкаме. Рефлектори, овие што се. Тоа си е така. Колку камери? Една, две. Сега гледај, ваков филм саш. камери. Како што е Тин, знаеш, и ти сега оди прави турнеја, па одиш на премиера ваму таму од Словенија, па од Вардара па до Триглава, нели што викаат. И сега гледаш дека една желба на Тин се раѓа некако доаѓа до плот, иако со поскромни можеби услови и така натаму. А да не почнеме да правиме муабет за сериозни продукции. На Балканов се снима ептен. Ти прави еден вид фрустрација и нервоза моментот што едноставно немаш ни каде да си го прикажеш талентот и потенцијалот кај нас. И знаеш сега чекаш некоја шанса да играш. Види, посебно Србија има една таква продукција. Страшно. Туку се и бугарите. И Бугарија има многу јака продукција. А како тоа, што е рецептот, кај е проблемот, не би знал да кажам. Углавном се парите проблемот. Значи се трга од парите. Таму имаш големи спонзори, нивниот пазар е многу голем. Они се, колку е Србија? 6 милиона. И рачуне Србија го продава во сите бивши СФР републики, па и во Бугарија. А имаат и многу скапи серии кои ги продаваат Латвија, Литванија, Финска, не знам, у арапските земји, не знам каде, па им ги откупуваат во латинските земји ваму. Така да тоа е многу голема игра. И кај нас малце делува фрустрирачки, зашто и филмски и ТВ серии во кои што глумец може да се покаже, да се докаже не само во стендап, шоу бизнес, ентертејнинг светло, туку во своето актерско светло.
Сега моментално снимам една серија во Србија и така ми е многу драго, посебно ми е драго начинот на кој ме нашле на интернет. Као им требал таков и таков актер кој што ќе игра бугарин. Ја бугарин играм иначе. Ама бе, Така се почнува во Србија. Немој ти сине, бруте. Како? Ја играм бугарин во српска серија, ама знаеш се гледа таа разлика одма. Таа се гледа. Инаку наш најголем успех серија зборам. Високобуџетна е Зоки Поки. Зоки Поки е продадена. Не ме фаќате, не сум сигурен за Србија и за Босна. Се но продаде. Хрватска, Скандинавија. Финска, Финска, ти во Финска да продадеш за деца програма со таков образовен систем за разлика од нашиот скапан. Ти таква серија да продадеш, така да ја продадеш во Финска, Латвија, Литванија, Холандија, во тие земји да ја продадеш, тоа беше многу голем Да, успех. браво за Роберт И да, и за целиот тим. и целиот тим, така. Супер детска серија. Ацо Ајде, Поповски, да да бе- ги спомнеме, Марија Апчевска, се извинувам. Да, Сите не е дека ги серии, само Даријан, Роберт, да. Рашо и сите. Ајде да вклучиме вас мал дел за публиката, прашање од публика. Микрофонот е тука. Има ли тука еден мој именјак Жарко? Здраво, Сашко. Здраво, Жарко. Се Колку сеќаш на Жарковци? Еден на еден. Жарко... Јас сум 2 на 1 дека Олако, 190. Жаре Бербер. Нема така Неси. многу добро. Може да поставам едно прашање и едно подпрашање, ако дозволувате. слободно. Првото прашање ми е, дали се сеќаваш на мене на сцената во филмот на Лепница, каде што ја бев полицајецот и на сцената со Абе, врата. јас сега те гледам, викам, кој беше човек, дечко, бе? Кој беше? Дали може, и се извинувам што ве прекинувам, Нема. господин Скоцев, Нема проблем. пошто за всичко се треба процедура, нели? Да, бе. Да, добро сум приказната, за тие што не знаат. Ја бев полицаец во филмот на Ѓорѓи Јунковски и имаше сцената со вратата, каде што вашето стапало заврши на едно незгодно место кај машкиот пол. Па дали се сеќавате на тоа? Камешкиот полов орган? Па во околијата на машкиот полов орган. Или На машкиот ова не пол се in сеќам. general. Знам Кога се дека ме туркавме со бркаше вратата, полиција, да. вие бевте еден од полицајците, сега ми текнат, кај Да, се кога се знаем. туркавме па ме шутнав дека од... Нешто беше, Горан нешто со ново. Па не беше со пета, беше со полна. Пуна? Горан Пандов. Па ја дека од трето полувреме имам играно, имам добар шут. Да. Па бога ми добар шут. Јавно ти се извинувам. Ми се извини, тоа Не не сум сака да циљал прифатам. натака. Ќе ти вратам кај тат. Одлично. Не се сеќам. И по прашањето е. Голем почитувач на вашиот лик и дел како Сашко Коцев, како човек, индивидуа, уметник и пол. Горд сум што ве познавам лично и персонално. Ви посакувам се најдобро. Подпрашањето ми е до, ако може да се изразам, до тебе лично. Мислам, до екипата на, како се вика, на представата Ничија земја. Ја имам гледано 12 пати. Дали ми следува гратис? И зошто да? Ви благодарам. Представата Ничија земја. 12 пати ја имам гледано. Сине, може Ми е драго што го слушам ова. 12 пати. Тоа што тоа е една од моите топ 3 најдраги, најумилени представи за кои што исто ми смениле нешто во животот многу. И како се вика, многу ми е драго што Жарко што па таква представа што луѓе доаѓаат и викаат абе не се кладе на енглези, ја гледав 3 пати, значи тоа би било многу поочекувано, што не значи дека ова не е само што ова не е комедија, али е многу добра представа. Баш ме. Уште 12 пати. Еве сега се игра, па е гратис. Гратис. Ете го, гратис. Па е една гратис така. Владо ќе среди. Владо, Владо, следно бројче ке прашање, човекот- средено тоа, гратис за Ничија земја. И се намести за стендап. А ќе го испрашам после да видам дали стварно ја гледал 12 пати. Да. Кај е Драган? Повели Драган? Здраво. Малце се кам за прашања, зашто ми текна отпосле дека жена ми е до мене, ама и сега го пиштав, меѓу го прашам. Дали откако се ожени доби така некоја необјаснива потреба да оди на лов, на риболов, негде. Добро. Така. Во тој стил. Ова ме прашувате за да вие добиете оправдание и да ја кажете ете гледаш, гледаш. За тоа е прашањето. Не одам ни на лов, ни на риболов, не одам,
али сигурно си измишляш нешто да не си дома. Посебно дете кога ќе добиеш, ако треба 72 пати идеш до аптека. Зашто? Па тоа ти е единствениот излез. Знаеш како е бебе. Во аптека бе си заборавил, тие капките. Оба ќе, не, бај 100 пати ќе идеш. Абе што ти е теб за детето ли? Абе за детето бе. Па идеш да ти до аптека. Како беше Саше животот, како беше кога ќе добиеш дете, не Да, ти бе, се сите- не ти се менува? Туку? Твојот живот, викаат, кога ќе добиеш дете, твојот живот се менува. Викам, не е точно. Твојот живот завршува. Ти спиеш у детска. Да. И затоа мисли си на време да имаш добар душек у детска земја. Да, планирај Инвестирај си. во себе. Фала Драган, Снежана, кај е Снежана? Оп, близко. Имаме нов наследник на небото филмско. А од ова дома што го горе споменатото дете? За тоа зборуваме? Зборуваме за наследник на Сашко Да. Коцев. Не лично, општо. Него кого гледаш како наследник, Ако го гледам, Снежана сака. Сака генерално, нели, мислев се добро инспирирате од разбирам. прашањето за детето, дали детето не, уште е мало, тоа е многу малечко. Она беше докторка некој време, сега мислам фризерка, после ќе прави ногти. Најверојатно сообраќаец, најверојатно следно, за детето не знам. Вака наследник? Не, стварно ти се допаѓа некој? Па не, ми се Има шанса да гледаш Се допаѓаат некој? многу дечки ми се допаѓаат во кои по нешто ново препознавам, секако не многу е непријатно некој наследник да се каже дека е наследник, или да се каже дека тој подсетува на мене, па би требало он да биде. Напротив, секој си е свој индивидуа, секој си носи своја природа. Не би можел да кажам ниту едно име, но има неколку. Секако дека има неколку. И многу ми е драго дека има такви дечки, а треба да има, зашто посебно во овој шоу бизнис треба многу луѓе да има за да се осети и разликата да се осети и да се освежи и да се види нешто ново, да се види нова енергија, па да и овој што има веќе 41 година да каже да се осети загрозен и да почне и он да се трка, да не се конзервира, така да секоја конкуренција е здрава конкуренција за било кого. Навистина не би можел име да одвојам. Добро, фала, благодариме Снежана. Благодариме. Публико благодариме. Сега и ќе ви кажам и зошто не смеам. Затоа што можам да му направам и голем товар. Товар од одговорност, товар од очекувања преголеми за него, товар дека тој можда тоа те действа може да делува тоа негативно контра да направи кај него да се вообрази, па да престане тука, да престане да работи. Затоа не би сакал да спомнам никој. Мислам дека ова е подоблесно од моја страна отколку да го кажам. Саше, спомнавме сопруга и слично. Тие си ја запроси на Бувамара пред цела Македонија. И сега после колку години? Пред колку беше тоа? 2012-23 февруари. Опа! 11 години, 11 и пол години. 11 години од Знаете после. како ќе го запамтиш, извини же? Како ќе запамтиш годишнина? Еднаш заборави ја. Ќе видиш како ќе памтиш после. После 11 години како гледате двајцата на тоа? Знаеш, пример, имате будали бевме. Знаеш, има таков момент, Знаеш како ти е? Не, вака гледаме. На по месец дене ме вика. Уште CD-то не го зема од Бубамара кога му запросуваш. Ја 11 години. DVD-то од Бубамара. Го немаш? Го немам. Само на интернет го гледаме. Уште не сум го земал. И на секој месец нема на секоја годишница. Да, сега ни е 11 години. Уште го нема земено CD-то. А кога го планираше? Како гледаме, извини, па го планиравме некако се случи у такви моменти. Знаеше? Не, знаја. Кој знаеше? Каролина, Ранко Бубамар и Александар Митевски. Толку. Да. Добро, И Филип одавал, што мора да знаат, нели, ја договаравме Каролина. Толку никој не знаеше, ќе има таква точка, ќе пее Каролина, тоа е тоа. А тогаш имаше некој тренд испадна. Запросува на плоштад, нели, ви текнува тие 2010-11 година, у авион на плоштад, не знам кај све, ГТЦ. Па го претера, Да, и некако така се направи, викам. Сега ќе го направам, викам, да звони. Стварно да го направам. Прво тоа, второ, јас често пати така многу сакам да ја правам изненадувања, така да ја шокирам.
сакам. И сум измислувал разноразни такви работи, нормално приватни. Сега да ги раскажам, може нема да ви се вас занимливи, ама тоа се така приватни. Да ми текне некој ќе ви каже. Да. И знаеш кој да шокираш некој, да изненадиш нешто, да не знам што да се случи, да го однесеш таму, да му се случи тоа, да не го знае. А нели жена, девојка, немаш туку така да скриеш ти, разбираш, па тоа е уште постресно. И овде, викам ова, пак и направам најголемо изненадување и така беше. А не така тоа ни беше една од омилените песни. Тоа е некоја наша песна. И се нормално на сцена кога почна песната, она више почна да сваќа дека тоа е тоа. И викам ја на сцена и она више има блок, она вика ја не памтам, нит тепих имало, нит балони имало, нит Каролина, ништо. Така, интересно за не, за мене беше. Ако каже не. Зашто ние не сме били уврска 15 години, па кога аре бабој кој ќе не запроси, ние бевме доста сме биле 2 години нешто така. И али ја и викам стално, немаше шанси, викам, не смееше да кажеш не, зашто кога ќе почне цело универзално, земи го детето ма, што му фали бе, што го откачи? И доаѓаме до моментот што вика Снежана наследник едно друго, доаѓа Јоана во светот. Да. И се бенува, како што кажуваш сам. Така, од тој момент натаму животот е тотално друг. По мене тоа е најубавото чувство, тоа е зенитот на човековите емоции. Така? Во животот. Да, тоа ти доаѓа, ти отвори еден нов живот, секој ден ти е еден нов ден и секој ден и да е облачно надвор, тебе не ти е облачно. Тоа сум за себе зборувам, секој си има. А најаш нова љубов кон животот со тоа? Да. Точно се што правиш, све ти е сконцентрирано и целата енергија ти е насочена на натаму. И на двајцата, и на мајката, и на таткото. Насочена е натаму дека тоа мора заради тоа и тоа да се случи. И некоја нова енергија, некои нови сили се раѓаат во тебе, некој нов креатив. Знаеш, Џоковиќ, она цако ќе го фукне. Знаеш, опа, немаш гајле од сабајле. Кои ти се 2-3 најдраги спомени, онака како конкретни моменти што ги имаш од твоето живење со неа до сега? Има многу тоа. Онака 2-3 некои што ти се така. Да. Не знам, мислам и тука во емисија доста сум раскажувал. Знаеш, дете, тие се моменти она кога да каже бе кога прозборува дете, многу смешно. Так. А сега има 6 години и сега има многу фонд на зборови, зашто ние со неја разговараме како со возраст. Има многу фонд на зборови, али кога ќе ги спомеша. И знаеш кога ќе се спомеша зборот типот во јајцата има многу хармонија. Значи, знае она музика, хармонија, објаснуваш хормонија, ама сега тука у незини она ги меша фолдерите, и знаеш, тоа се некој многу... Диапазон, широк диапазон, тоа има многу широк диапазон. Тоа ми текна прво. После имаш момент на, знаеш како среќа на тоа продување, кога гледаш едно кое што оди, оно не оди бе. И имаш еден момент кога оди доста цврсто, сила има, памет нема, тоа е 2,5 години, тоа може све да направи, а нема резонирање уште дека тоа не треба така или вака не треба. Ама ќе ми текне некоја пикантерија, ќе ви кажам, имам доста. Се трудиш да си доста присутен, така, значи... Па да, најмногу што се може. Најмногу што сум бил отсутен од дома скоро 2 месеци во Словенија и тоа беше многу тежок момент за мене. Дури кога имаш дете, за оние што немаат, ако имаат, здраве Боже, па е несватливо кога ќе му кажеш така, се нервираш што не си дома зашто детето расте. Најтешко за мене, за еден родител, како гледаш дека расте. Дека тоа не е она тоа, него станува еден човек. Да. Тука ти кажува, ти прави со раката. Више човекот ти прави. Ама и оној момент, знаеш, кога го гледаш дека више девојче. Да, тоа е девојка, да, си станува и тебе ти е криво и се нервираш што го губиш времето. Овде како емисија можеш за 15 минути да снимам, ја да идам дома сега со нези нешто да си разговараме, да се игра некој. Што правите во моментот? Што ти е играта? Знаеш, имаш нешто што ти е мерак, што ти е кејф да си играш, бидејќи пази, сега со дете има милион игри, ама одредени игри и тебе како татко ти е интересно да ги играш. Има многу интересни. Мене ми е најинтересно што знаеш, она тачно знае како да те нервира и да те малтретира и она тачно знае ја што не кем да игра. Тоа е тато. И ја викам, кажи.
и ми отвора вратата. Знам дека ќе се играме бебе. Викам, бе, Играта бебе. ајде ќе играме, она е бебе, сега ти мора ти тука да чуваш бебето. И така да тоа. Па се разболило бебето. Све бе комплет од раѓање до средна школа. Раст. И така. Што гледа во моментов? У која фаза е сега? На Netflix има доста више цртани за што се седат. Покемони по патроли што гледа тоа? Ој се помина. Ги помина по патроли. Покемони? Има некои сега со некои юникорни суперхерои, тоа се гледа. Биби и Боби уште се држи, се гледа. Биби Боби се држи добро? Да, добро котира Биби добро Боби. котира? Се гледа. Бенен Холи има една црта. Ова е така. Бенен Па Холи така, сега. кажи нешто ново. Да. Бенен Холи многу чист бритиш. Како Англиски Пепа? Многу поучен, да, и како Пепа. Па мислам истата продукција. И тоа се гледа доста сега. Се гледа доста се чита. Исто си сака и она, ја читаш ово. Но иако ми занимљиво читам, ако не ме занимљиво, јас си ги читам по своја. Например, Снежана си ја викам Жане, Жанчето. Ама се нервира, не, Жане, Снежана и така. Ама бајкиве се зезнати. Абе, види да се запраша човек дали се за деца. Па, мислам, оние стари не бајки збориме, тие браќа Грими. што се нај Хардкор бајка. И Ханс Кристијан Андерсен. Јас стално се чудам дали е нормално да идеш ти у шума, низ шума одиш, притом си сам и притом си принц. Идеш сам ко будала идеш у шума. Да. И идеш бацуваш умрени девојки. У уста. Мрдна. Дали е нормално тоа? Снежана седа, Снежана легнала тука. Ова гледаш ту, бацам ја. Залапам. Дали Јако ги раскажам, и овако се штрекнувам, викам, не го кажувам ова, викам. Со деца секогаш интересно. Секој живот си има предизвици, Саша. Кој ти е сегашен некој предизвик во оваа доба од животот? Знаеш, кога си бил прв пат у Скопје, кажа тие моменти, па трета година на факултет си носи нови. Еве сега Бува Марата ја спомнавме и така натаму, еве Киркичката расте, веќе во училиште. Да, прваче ова. Така, што е предизвикот сега животен, онака на што работиш сега, пошто си кажа дека гледаш 4 години унапред, сакаш долгорочно да гледаш. Што делкаш сега сам со себе? На што работиш? Не знам. Еве со овој словенецот сакаме уште еден филм да напишеме. Имаме веќе идеја. И некако така тоа е уште поголем предизвик да направиме уште поскап, поголем филм и да биде уште погледан. Имаме една интересна идеја, ќе видим како тоа ќе движи. Не дека се замислуваме како некаков си велики продуцент. Сега тоа не би се нафатил да го правам, зашто тоа ми одзема време, нерви, од талентот ми зима, разбираш. И за тоа троша на тоа и секако тоа би имал продуцент здрав. Но така многу сакам да пишувам, така доста сакам да пишувам. Што пишуваш? Пишувам, еве стендапи сум почнал да пишувам реклами, пишувам. Еве овој филм кој што заедно сме го пишувале, сакам уште еден да напишам. А како пишуваш? Во која доба од денот? Са бајле? Навечер. Вечер се легнува. Така? Све по дома да се легне, касно навечер доаѓа музата. Тогаш. Колку е? 11:15, 11:30. Лаптопчето и сега почнаме мрзи на лаптоп. Туку? И како оќорев на телефон, како ќорле. Сериозно? Да, и сега гледам како овој телефон ја на видео бим да го ставам тука, да гледам што куцам, разбираш. Некако не знам нешто друго. Да најдам, пошто и таблет исто е тоа малечка. Да. Да, и ама така навечер, и некој знам да се заседнам доста касно. Не дека од сабајле тоа вреди што сум го напишал, ама. Види, си пишувал секакви работи, а текстови за песни си пишувал? Не. Знаеш, полно глумци пишуваат, ти Игор, Тони, Презирам поезија, не ме. Не? На факултет кој имавме на посценски говор поезија, тогаш само имав пониска оценка. Зашто? Зашто му реков на професорот Дина Деверов, извини да ја многу мразам поезија. Не дека ја мразам дека е лоша. Не ме пали, бе. Да, не можам, тоа ми е... Бљак. Не, ни бљак, некако не ми е убаво. Не, да поминува низ мене не ми е убаво. Ово е тоа да слушам убава песна, добар текст на песна, отпеана песна или некој да изрецитира, или најпознатите песни. Ма ја да го кажам некако не можам или да земам да го пишувам, тоа така не може да помине низ мене. А колкав процент од рекламиве низ години во полната имаме гледано се пишувани од тебе?
По има доста. Повеќето? Не се повеќето. Не. Ако, значи има разни варијанти, на пример доаѓа реклама и као дали си заинтересиран да играш во овој спот со ова сценарио, па викам ајде да работиме заедно, па го доработиме заедно. И некој прашува дали може да напишеш дали. Па ја почнам со радио реклами. Да, така е. На Бубамар. Како? На радио Бубамара, да, ќе се јави некој. Имав една многу јака случка, викаат радио реклама за таа и таа фирма. Да не го кажувам човекот, фирмата од тој град. За мед. Зашто? На радио за мед. А за мед? За мед. Викам супер. И викам и убава атмосфера, и од цвет на цвет лета еден домазет. И му падна секирата во мед. Најдобар мед, таа е таа фирма. Викам, мислам со Митевски заедно да доработивме. И викам, супер, ми ја враќаат рекламата. Друга, нешто не им се свиѓа. Ова не им се свиѓа. Неќам, вика, ја, друга, и ми се јавувата таму, слушај, газдат. Јас сум домазен. Сват. Вика, прво мислам не зафркавате мене. Викам, од кај беа господина, ни ги не знам луѓето. Нормално. Ми даваат податоци, нешто, и јас ја пишам. И така испадна, и така да ја преправивме рекламата. Вика, ќе ме утепат од зафркавање тука. Демек пишувана е за мене, викам. Најверојатно управо е. И управо е, пошто ние сме таква средина. Ама ја му рекол, абе, дечко, и јас сум домазет, бе, викам, што се ти, бе? Уживе, не се стресирај, лабаво, бе. Саше продуцент на филм, продуцент на и на представи си. Така, не се клади на енглези. Не се клади на енглези, да, може да се каже дека јас и Оливер Митковски сме подобро и Микич секако, ама така јас се Оли повеќе тие работи. Тоа што значи дека поиш од паричките остануваат кај вас, знаеш, кај е разликата од актер кој игра и актер кој не само што игра, туку и продуцент. Вака, значи, кога играш во театар, ти си вработен, ти си на плата, има различни категории на глумци, има. Од прво, мислам до четврто беше. Така. А ова е, ти си правиш приватен проект. И го нудиш на театарот. И го нудиш, ти можеш сегде. Ние сме го понудиле, дали драмски, дали театар комедија. Беше театар комедија, тоа беше театар комедија, било каде, МНТ. Нормално, на МНТ ни одговараше најмногу мала сцена. Одиш кај директор, викаш, здраво, имам таков производ, дали може да се договори со приватна продукција, не со мене лично, сум таму вработен, со приватна една продукција, куќа. Да склучите договор, и ти си продуцент и ти се делат после средствата се распределуваат за продукција, за театар, за обработени, за техника, за актери, така. И тоа успешно тера веќе колку 9 години? Некоја прилика? 4 март 2014 премиера. Значи тоа се 9 години. 9 години. Колку играња до сега? 145-6 негде. Браво. Неверојатно. Браво. Текстот менувам по пат? Не. Тоа е ние гледаме доста од представите што ги играме во театар, доста не тоа цврста структура. И така е, но ова е мислам една од најцврстите структури што останале. Зашто внатре беа секако и веќе направени и напишани и ускладени тоа што сме додале на премиера и тоа е од премиера до сега. Дали една фора, друга фора има нешто додадено успут, али тоа е многу мал процент, тоа е дали е 3% од интегралниот текст, 5% е од интегралниот текст. Ништо нема менувано и за тоа толку време трае, зашто толку ја чуваме, толку ја цврста. Не се искварили. Секогаш кога ќе имаме некоја подпросечна или не подпросечна, просечна изведба, тоа може да се случи заради многу фактори. Ти си дошол изморен, деконцентриран ради ова, со проблеми, со здравствени проблеми и домашни проблеми и ти си дошол, некој не можел да даде максимум и секогаш многу сме се карале меѓу себе, не карале како караница, туку сме се прекорувале дека ова не смееме, ова мора боле, ова не смее вака да биде. Така. За сите зборам, они мене, ја, Нив, Оли, Микич, сите заедно. Дури техника толку ја сака представата и доаѓа после не вика бе, некако оваа представа несто не беше баш кој што. Не дадовте се. Не само оваа изведба. Не, знаеш, не можеш некад, знаеш, некогаш на представа што повеќе се трудиш, полошо. Па у фудбал еве стави кој што поише ти да дадеш, да кажеме нешто, ти губиш од концентрацијата, туку си само во паника дека нештото не е добро, ја морам да направам резултат. Добро, како да го објасниш на обичен човек тоа што ќе ти рече, бе, добро, па 150 пати си е играл, бе, како може да не дадеш? Знаеш, како може да си лош под наводници на 150 пати одиграно? Не знам.
Не знам, ти кажам, текстот немам на памет намера се. па да му објаснувам. Па ја ли ке го оправам бе? Нек си види на интернет. Стварно не знам како би му објаснил што се. Например, сум имал такви случаи, публика ќе дојде после представи ми честите, јас сум нешто разочаран. Викам, бе, не помина баш кој што треба. Зашто бе? Бе, вие сте ненормални бе, тоа многу добро, бе. Тачно знам кај можело да се отиде. Така да не може тоа да се опише со. А има момент кај што, како да речем, го земаш здраво за готово, фактот што толку долго си игра и си кажеш, не ни треба проба, не ни треба. Можеме да тераме, идеш на ручек, 2-3 раки, директна представа, или никош не си дозволуваш. Негде короната тука поред која игравме, не знам колку месеци помина од последното играње, дечки 110 изведби сме имале тогаш. Проба нешто предходниот ден, текст прочитавме нешто, немаме проба. Отидовме на представа, кол клин, кол плочу, кој бев ја бе, буле ли бе, пикси ли бев бе, усред представа у главата, овака ти се расцепува главата, едното е мислиш што беше, а другото глумиш се правиш како се ред, како се преправаш. Да. Значи си мора да се врат. Обично на представа тоа сега така да не звучи поповам тука да не филозофирам, ама треба да си ги најдеш како се вика, да си ги најдеш мотивите зошто тој лик тоа му се случува, зошто е оваа представа, да ги најдеш мотивите зошто се смее, зошто е ранлив, зошто е нервозен, зошто е раздразнет, зошто плаче. Така да тие мотиви тешко да ги вратиш. А текстот не е. Текстот нема проблем. Абе сите на улица. Абе како ја памтите ве тоа текстовите? Абе викам тоа е најнебитна работа. И сам има глумци скапаници, не памтат текст. Не памтат. Треба суфлер да. Ти суфлер нема шанси да ти помогне. Овака на представа, суфлерот е таму позади. Не може да ти помогне. Суфлер, он е на проби тука и он седи овде и он го кажува на глас текстот за да ние не прекинуваме, што би рекле она флоу на сцената, него да има да не застануваме, што ми беше реплика и се вртиш позади. Да. Него он тука и он иде на глас преку тебе со текстот за да има едно течение сцената. Добро. И на проби, а на представа не може да ти помогне. А на представи Абе не може. А тука од страна е? Абе он е вака, ако е ова сцената, он е тука еве кај камерата, кај порталот. Него. Да, он е тука позади, он не се гледа. Добро. И он колку може да ти шепне. Знаеш ко? Кај ќе го чуеш ти сценава е 10 метри, вака публика е тука. И ти не можеш да го чуеш. Али си има искусни глумци, например, фатиш широк. Например, ја и ти глумиме тука и он не треба да станува, ама он вака прави. Аха! Така викаш ти, а? И малку. Да. И он ќе му шепне. Аха. И доаѓа тука до суферот. Аха. Слушай да ти кажам ја на тебе. Си има искусни, не сум го направил. Да знаете на представа. Браво. И имавме случка, не знам дали сум ја раскажувал негде. Да, Оли Митковски, Суд. Коле Чашове, многу добра, многу тешка представа, многу добра представа. Има една сцена, Горас Цветковски, Оливер Митковски, 20 страни текст. У секоја реплика содржи војводата и предавникот. Го бараат кој го убил тој војвода и кај е предавникот, дали он го убил. И игра на зборови, буквално, многу добар текст. И му вика, а ти беше ли таму? Вика, бев, го видели? Го видов. Кого? Предавникот? Не, војводата. Војводата. А после му пренесе ли писмо, на кој му го даде? Па да, му го дадов на него. На војводата? Не, на предавникот. И игра на зборови, на неверојатна сцена, знаеш. И не ја игравме некоја доста време. И еден колега добива блок. Зашто сите реплики се исти. Така. И иде кај суфлерот, па си се загледал представа, па што знае, ние сме дисциплинирани, нема проблем со теб. Си гледа представа. И овој станува, сега ќе видиш, ти му иде на портал таму и вика на суфлерот. И суфлерот поправи. Вика бе. И суфлерот вика, ај! Да. И му вика, војводата му вика, у секоја реплика има војводата. Мора ти даде, суфлер мора ти таджи, мора ти точен хинт да ти даде кај си. Му вика војводата и овој прави. Озбилно. Нема везе, супер беше и сцената и представата. Браво.
Ови го раскажувам долго, иначе ова трае многу кратко тамо. Тоа е цик-цак, Така, нема да. шанси ти ни да приметиш у публика. Да го раскажам долго, па малце го филувам сега. Па тоа ми е работа. Кажи за филм, бидејќи филм е сосема различно искуство од ова сега што го зборуваш. Да речеме, филм имаш полно работи од типот на љубовни сцени. Тоа е многу интересно вака од страна која се гледа, тоа делува така се природно, страствено и ваму таму, а вие си знаете. Тебе ти е интересно да гледаш. Така, тебе ти е интересно. Да, бе, да. Дури делува тоа овие заљубени, готово. Да, бе, готово. Ќе се Отиде, бе, ќе гасат камери. Да, така. Многу непријатна работа. Многу, нели? Не, тоа не може некој си ужива, има дали. Тоа е многу непријатна работа. Ти да бацуваш, не бацуваш прво тоаш љубовно суштество. Љубовно не го бацуваш, бацуваш као со масава се бацуваш сега. И бацуваш една хлупа бацуваш. Да. Тоа што бацуваш како парче месо, едно ова месо бе сваќаш устата, месо бе ова бе да ти. Јазик. Ама ова со јазик, стварно ли се бацуваме со јазик? Тоа што сваќаш ти. Зашто? Така е. Ама така е, да. Викам, леле бе. Чекај бе, не пријат. Прво вака као публика овдека. Толку луѓе има позади камера. Да. И сега Ти бацуваш, овој седи со тебе, со стала. гледа сега, ама многу знаеш што е најнепријатно вака на едно повисоко ниво, есенцијално. Некој, тоест многу луѓе те гледаат како ти се однесуваш во твојот кревет дома. Како ти се однесуваш во еден чин еротски дома. Пошто треба да глумиш. Не, ти мора вистински да бидеш. Треба не да е глумиш. природно. Да. И онда вика, он Право вака си. ли тоа го прави дома? Тоа е најнепријатното нешто. Тоа е на едно друго ниво вака, кој што уопште не е смешно. Он треба тебе да те види како си ти гол у кревет со твојата девојка, жена, љубавница или што и да е. Како ти тоа го правиш? Тоа е многу непријатна работа. Сега не сакам да ви крешам филм, али многу непријатна работа. Памтам првата тоа. На представи сме имале тук там на представа, тоа е нешто така. Еден многу одамна еден филм, во Чешка снимам филм, се викаше Жените на мојот маж. Ја никого не познавам, они правеа тука аудиција, кастинг си имаше, ме одбра мене, ја идам таму, карта платена, ти идеш таму, играм дечко што живее таму, не знам што работи. Играш бугар. Да. Чути македонец игра. И многу ќе беше јако и таму бугар. И таму бугар сум. И одам таму, никого не познавам. Ме земаат в 12 вечер на аеродром. Преспивам колку што сум можел до 4:30-5. На сет те носат 5:30-6, у 6:15, 7. Колку и да било саат. Доаѓам и првата сцена е љубавна. Прва. Вака, доаѓам, лежи гола колешка, криена, со соблака, легнувам тука. Акција! Така. Акција. И он вика, стоп, менуваме светло. Здраво, викам, Сашко Пица. А ние така. Не се ни знаем на ден. Колешка од Маđарска, од Будимпешта, Анита Крафт, тука се запознаваме. Што работиш ти? Студирам ја уште. Ја сега завршив, викам пред 2-3 години завршив. Акција! Стоп! А викам, слушај, твоите дома имаш браќа сестри? Викам, да, ама голи сте си. Добре, да имаме браќа и сестри, имам, вика, 2 сестри, татко ми глумец. Добре. Акција! И се ти измеѓу си имаш разговор нормален, си се запознават. Ете, толку е пријатно да се снима тоа љубавна сцена. Али, ти таа не ја познаваш, нели? И тука нешто се случило на брзинки и после така како го бришеш. Да, ма имаш сигурно блокови од типот сега да фатиш, да не фатиш, да... Абе, тоа башка. Нели блок ти е? Сега треба да фатиш за да биде природно? Па многу да ја фати. Абе, не им пока... Точно. Али пак е Доволно ли непријатноста да некој те гледа страна, ој жено, така ли ја драпа бе? Знаеш, што кажеш, не многу, тоа е ултра. Тоа е многу поразително. А замисли колку е тек поразително за актерка. За актерка е уште пострашно. Точно. И сега нормално, посебно за актерка се прави посебен договор, мора да се приложи сценарij, да се каже точно што ќе биде снимено, точно што ќе се види и дали ќе прифати или не. Ако прифати, потпише договор, после нема назад.
А ти како гледаш на тоа, морам да прашам, има еден тука дел човек од екипата кој ше упорно вика дека мора македонски филм да имало гола града. Гола града да се има, да се пушат цигари, обавезно се пушат цигари. Така? Да, многу цигари, гола града да се има и многу сме сиромашни. Тоа е чеклистата. Тоа е едни утепани домови, едни скапаници, знаеш. Тоа мора да се има. А исто тоа го тврдам. Да, а мене едно време како ми се зареди, а поред сигурно 7-8 филма. Играње, љубавна сцена. Дури можам вака и топ, да ти направам топ 3 кои се. Така. Кои се болju за зафркаваме. Тоа беше трето полувреме меѓу нив сигурно. Трето полувреме, Балчак, For Losers Only, овој чешкиот. Чека да ми текне. У Хомо на Изи дали имаше таква сцена? Па ти У словенечкиот филм. Совршен сопруг само за да компензираш заради ова, ќе си. Знаеш? Абе, ако нема љубавна, не снимам. Не играш. Не играм, ако нема љубавна сцена. Не снимам. Ти се љутиш, окей, ако речам дека нели звезда и сето тоа. Не бе, не се љутам, непријатно. Знаеш, неодамна ние сме го гледале овие нашиве генерации, Friends на големо и секогаш кога некој селебрити заминува од типот нели Хит Леџер и така натаму и зборува за него, анализираат и сега во моментов нели Метју Пери актуелен со сето тоа и неговата потреба константно за да биде у центар пажњу, што викаат Кумановци. Ти како се носиш со тоа? Знаеш да си го обуздаш егото, знаеш, и си имал проблеми некогаш со такво нешто, да сакаш да си цело време у центар на внимание, да ти прави приватно проблем тоа? Не сум јас. Не сум тој тип. Не? Не, напротив. Не, воопшто не сум тоа. Ја морам да признам, јас сум доста и срамежлив. На прва вака јас не сум воопшто тој тип. Знаеш, на масално збори за нови банка што држи у центар на внимание, кој ќе се појави кон него да биде насочено вниманието. Немаш потреба. Немам воопшто никош, не сум ни бил, не сум така воспитан. Јас само се вадам од такт на дисреспект. Тоест, некој кој ќе злоупотреби мојата добрина, мојата човечност, мојата емпатија према него, мојата скромност, кој ќе злоупотреби. Знаеш ли во што се претварам? Сите ми викаат, како може така, вака убиство вика очите, вака да ми се сменат. Толку кој ќе злоупотреби некој, ова што веќе ти го кажа. И тогаш знаеш онака баш и да плеснеш у фаца и... Многу можам непријатен да бидам. Али тоа е многу, знаеш, јас сум многу толерантен. Јас се чувствувам и со сите туѓи маки, дека јас знам он зашто така реагира, зашто он така мисли за мене, или зашто он тоа му се случило, или зашто не знам што, или зашто он е и друг слој на човек од друг слој на општеството. Све ми е тоа мене јасно. Но кога ќе заборави он, ќе премине една граница, тоа веќе не сум така, можам да признам, сум избумнал доста пати. Сум избумнал, али не ради его и никој, дури не мислам не ми замерил никој, барем јас така мислам, не ради его трип, едноставно дисреспект тоа ме вади така. Одиш на одмор во Пештани на исто место. Го смени више. Го смени? Многу време помина, не. Колку? Сите камчиња ги знам. Не знам колку години таму протуркавме. Зошто одеше толку многу на исто место? Не знам, многу убаво ми дојде. Како бе? Ретко сте Охрид ти да си на сама плажа, опкружен тука со многу помалце луѓе, да имаш твоја плажа. Ама година за година? Па не знам така ќе се уседиш. Ти не само Пештани, ти и надвор Македонија имам такви места кои сум бил 10 пати. Кога си отишол прв пат, тоа ти направила некое убаво чувство и после имаш едно емотивно памтење и секој помисла на тоа место и те врзува со некои случки, мора пак да се вратиш таму за тоа да го... Ти не го доживуваш па истото. Така некако еден безбеден простор. А омилени летни дестинации кои ти биле? Ти си по-летен човек, не си... Не сакаш многу зима. Каква зима? Бе ладно, облечи се, облечи ова чорапи, заборави, стави опрема кој Јури Гагарин. Не е тоа. Лето, купање само. Тие шорцевите ги облакаш за нако одмор, возиш тие, таму и назад тие шорцевите. Да. Те купаш, перени се, у море нема потреба тоа. Нормално. Ти да се тушира одма после вода, бе, шо ќе те биде сола, бе, остави. Ја се избањаш дома, бе, остави, а сали се. Која ми е обилена дестинација? Така, едно, две или одмори некој што ти се онака. Па не знам, во Охрид сум имал, да кажеме, прекрасни одмори со
кој си бил помлад, со девојка сегаш на Сокол. Аха. Си имала најубавите одмори кога си немал никакви пари во Охрид, си бил во камп, во градиште, да кажем, те се најубавите одмори кои што уште имаш што да прераскажеш од нив. А вака подалечни дестинации секако, не знам, Грција па на некој остров, не знам, ние кога сме немале пари сме идели у Бугарија, у ефтиното, па тоа биле луди одмори. Вака со сопруга сме биле на Малдиви, тоа е буквално е рај. Друга dimenzија. Таму се е скринсейвер. Се е скринсейвер. Кажеш како сакаш, дека се скринсейвер е за Windows. за Windows скринсейвер. На Малдиви, на Бали исто едно патување, во Индонезија исто едно патување кое што не го заборавиш. Тука е Турција, тука доста земји така. А свесно, знаеш свесно да избегаш за да одиш на некој место кај што нема да те знаат? Знаеш, има периоди кај што ти треба тоа. Да, има. Никој да не те знае. Ба да, ако си во Охрид и во Грција немаш промашај. Не можеш кај. Да. Најблиско тука може да се случи во Турција. Оние знаеш конфекција туризам? Тоа е конфекција туризам, all inclusive, што се тие, што ги викаат едни all excuses. Како? Прика знаеш за еден кај кидеш на одмор, тоа бе таму, па каде, у кој место? Па тоа бе all excuses, не. All inclusive нема везе. Таму е како знаеш во фарма он е врзано тука животното и тука јаде, лентата му носи јадење, само јаде, го шприцаат со црево го бањат. И позади само има носи тоа, и ти се претвараш во едно влез, излез, знаеш. Тоа е конфекција туризам. Знаеш, и таму си начекал некој убав ресорт, некој убав хотел, кај што нема никој, нема македонци, нели? Не се сретна, си се одмори. Ме посети ова минатиот пат кога седевме во еден кафич, ти се јавија, се сеќаваш да ти побара не да те... Вика, слушајте, мора да се дали може, викам, кажете што. Ве бараме за еден ваш можен аранжман. И жаре вика, од некоја туристичка агенција ли те бараме? А они за ангажман се јавуваат, ама Сака да го ангажмира, па да го праша. Па ја му викам, може ли еден аранжман? како викам, после овој влез, вака, овој старт. Како ќе се договориме? Он се сопнал старт. Како ја и ти што натака ќе правиме му, се јавам за еден твој можен аранжман. Брзи прашања, Сашко. Како туристички. Омилено јадење. Кебапчиња. Кој не е Ако, супер. Последна книга или што си ја прочитал или да ја препорачаш? На Дзов. Новата? Да, новата Цепај сине. Да. Ти се допадна? Да, има многу јаки фори. Го поздравуваме, Дзов. Да. Ги читаше и сите претходни, му ги имаш прочитал? Да, све тоа што ќе миналете прочитам. Еве последно баш сега отидов буквално за детето купувавме некои книги вакви интересни да се читам. Еве викам ќе заборав так. Прочитав, сум заборал да му пишам. Лесно поздрав. Зов, филм во кој што би сакал да глумиш, што е снимен, значи некој си. Не мора да е македонски, некој странски. Знаеш, да најдеш улога, каква улога, човече. Браво. Сибирски берберин, сте го гледале? 98 година на Никита Михалков. Олег Меншиков што игра таа улога, тоа е неверојатна улога. Сега може не е толку популарен во моментов, но да кажам, тоа таков впечаток ми оставил. Ако, одлично. Работа без која не можеш да живееш. Сега не да е тоа нормалното, него нешто нетипично. Работа без која не можам да живеам. Не можеш без што? Братше, уште сад време ке емисија. Немаш ти тука една работа. Не, сигурно не. Прво што ти доаѓа на памет? Едно. Без друштво не можеш да живееш. Без кој предмет некаков? Предмет ли? Телефон, нели гледаш све куцам на телефон. Телефон, сликаш дома, снимаш дете, куцаш. Прифатено. Пишуваш, немаш. Актер на кој највеќе се восхитуваш? Да одбиш. Ова е многу тешко прашање. Да кажеме, дали наш, дали странски. Не колку нека се еден, не мора да еден. Па секако тука е Никола Ристановски кој не може таа леснотија да ја достигнеш. Таа дикција, тој говорен апарат и таа харизма не може. Не може, Не може да постои, тоа е недостижно. Дури ни за тебе, знаеш, и ти се чувствуваш така? Како не. Да. Други актери, така ми текнал тука на него, вака, има многу актери кои ќе ги видиш во филм, ти викаш тоа е тоа. Ама знаеш, вака кој ќе ме прашаш брзо, и ти цела емисија све полека си правиме муабет, и сега, ајбе брзо кажи, кажи. А ќе ти ги кажам до крај на емисија. Кажам после. Омилено хоби надвор од актерство.
Што најмногу сакаш да си правиш? Гледаме добро пишуваш, окей. Нешто друго да не. По дома знам да си седна малце на бубњеви, така на слушалици, нешто да се музицирам, да. Чекај, имаш дома? Имам и електрични и акустични, имам и кахон, имам и тарабука и морам да признам на тарабука сум неприкосновен. Фантастично. Свадба ќе се бакшиш, ма каков на хармоника, на мене ќе ме става. Да. Тоа така може, тоа ми е интересно. Значи си ставаш слушалки? Да. Овие што се електрични, што не се слушаат, не замараат луѓе. Да. И браво. И на што докај си стигнат, знаеш, сакам да знам докај си во левелов. Пуштам Drumless Tracks Funky. Тоа, значи фанки, така. Нешто, Фанки. окей. Да, Рамни да. ритмови, добро. Не, баш Не? така, знаеш. Знаеш Они да се шараш? многу комплицирани и тука има и компликации, да, се прават. Не морам да признам, не сум ја ти сега ми кажат, и бубњар, браво, не сум ја Дупла бубњар. педала или не? Немам дупла. Немам. Не сум ја кој знае како бубњар, тоа е за мене. Мене ми е срам вака да седнам сега. Кафе или чај, пиво или вино? Од двете по едно да одберам. Кафе, пиво. Така. Тоа е добро. Добро е. Си го Пијам испи- вино, многу го вртат, ми се врти која вртат чашата. Си го испи чајот да ти Да, ставиме да, нов? што е? Нов и сакаш или? Па што имате друго? Кои спонзори имате други? Па види, има освен Good Nature, можеш за пиење од Прилепска пивара, може Златен Даб, Ама можеш Крали Марко, јас сум со Крали Аква Марко. Вива ако сакаш. Нема баш Крали Марко, немаме Крали Марко. Ба нема друго, Па има немаш, имам евентуално ако сакаш ексклузив. само јогурт бимнук, тоа е тоа. Па има ли некој пиено јогурт кај тебе во емисија? Нема. Па зашто да не спиеме по еден јогурт без това? Дај ако сакаш по еден јогурт. Што има? Баланс плюс. Братче, бе, нема ли од 3 литра тубиче? Ке се тушираме. На мушок е ставим. Чај и јогурт, братче. Зошто бе, добро се, што има врска? Тамане, зашто? Па а како пијат чај со млеко, нели става? Па како? Добро. Добро, ова има. Овде има друга култура внатре. Тоа така се вика, Така сите се што вика, вика таа да. бактерија, таа друга култура. Знаете од кај знам? Мој другар, Добро? директор на производство овде. Ова е така. Да бе. Така е, така е. Бимнук. Тој бифидус, мифидус, како се викаше тоа? Да бе. И он ми вика, ова е друга култура. Викам, таа бактерија не е бактерија, не е култура се вика тоа. Знаеш, мора така да кажеш. Ја чекай, за ова поздравување сакам да го со ова отварање сакам да го поздравам Горас Цветковски. Добро, зашто? За сега ќе ти кажам, само да видиш. Гледај, снимај камера сега. Ајде, Гледам. камера. Опа. Се отвори ли бе? Се отвори поприлично. Се отвори. Бе, се отвори, така. Значи се отвори. Ја чекај, Ајде ти види. Значи се отвори лесно. Не ти се да видим. скинало. Ево, опа. Ето, отворено ли? Кога и да постираат нешто, горе доле стално им постира. Капачињата бе, капачињата направете ги капачињата бе. Пауни ќе направат. Отворен ден во Битолска млекара внатре, отворен за сите, он доле. Отворен ден, ама не отворено шише. И мајка им расплакува. Ама ево. плюс дека овој директоров ни е другар, он намерно уште поише му збори. Смени го тоа бе, и он му вика. Чекај, вика братче мац. Че не може да го сменам тоа. Тоа не е дај у друга шолја да ти ставам, бе, тоа е линија од милион евра, бе, тоа така смени го. Еве сега гледам се отвара. Значи еве го Ама го направиле да сменија, се отвара. го сменија. сменија, вие имате информација. Го сменија. А знаете ли што е работа со Горас? Он има трауми дома. Он доаѓа дома и начекува две деца со најголемите и најоштри ножеви, неговите две деца. Што правите бе? Ништо бе, јогурт да отвориме. Бе, остави ножевите бе. Они јогурт ќе да се отворат. Ова беше јубилејниот 15-ти пат на Сашко Коцев во еден на еден. Некоја сезона може и два пати да сум бил. Сигурно. Сашко, знаеш дека тука ти испраќаме со најдоброто од Македонија, тоа се Good Nature чевите, нашите заеднички пријатели, Прилепска пивара, Златен Даб и имаме за тебе изненадување и од Diners Club исто така, најдобро од МК. Еве ги тука, не бегаат, Саша. Да си жив и здрав. Diners Club дава да пробате од новите 100 евра. Осетиш Крцкаат. Крцка. Да, бе, да, не бе, има работи, види тука и чуда и облеки некакви. Благодарам, Саше, благодарам се. фала ти за се. Секојаш сме си се подржувале. Така ќе биде и во иднина, нормално. Многу успех со широк диафазон, кој успее да си најде карти, Бујрум нека го гледа во моното, кој не ќе дочека друго некое емитување.
Многу успех ти посакувам, многу среќа да биде секако што треба и секако што ќе си посакаш. Да се видиме некоја 35-та сезона, 40-та и да разговараме ти текнувале 2000 Кога отваравме јогурт? Која беа? И Така натаму. како беше жено таа ќе го кажам вицот после не. Сашко Козак.